Во однос на изборите ќе бидат во нивниот законски термин. Што значи тоа? Ние имаме закон за избор на председател, закон за избор на пратеници на парламент, закон за избор на градоначалници и така натаму, и за сето тоа постои закон во државата. Се знаат роковите. На 12 мај треба да имаме нов председател, на 15 јули треба да имаме, бидејќи до тогаш е мандатот на пратениците, треба да имаме парламентарни избори. Она што стои се уште на маса, и јас ќе го повторам уште еднаш, тоа е ако ги изгласаме уставните измени како врвно прашање за продолжување на евроинтеграцијскиот пат на државата, а сега сите се уверивте после изјавите и на Шарл Мишел по вчерашниот состанок во Гранада, и по изјавата на комесарот Вархеј по состанокот во Тирана, и по изјавата на председателот на Франција Макрон, дека динамиката за проширување во Европската Унија постои и дека тие веќе се подготвуваат за проширување. И ние не смееме да се доведеме во ситуација уште еднаш, наместо да ги носиме одлуките кои што се потребни, да одиме на бесконечни избори кои што ги гледавме 11 години во државата, не донесоа ништо, државата беше изолирана, државата имаше проблеми со соседите, почнаа проблеми внатре и на крајот мораше да се носат одлуки со решенија кои што беа полоши од тоа што го имавме на маса во 2011 година. Ние не можеме да субституираме институции, значи да укинуваме парламент, да укинуваме политички партии и да правиме лидерски средби на кои што ќе се разговара за решенија кои што не се согласени со ниту еден закон. Но со оглед на тоа, дека имавме лидерска средба, на која што јас, како председател на Социјалдемократскиот сојуз, овластен и од мојата политичка партија, овластен и од коалицијата, понудив на председателот на опозицијата, на ВМРО ДПМН, решение. Во понеделник да ги изгласаме уставните измени, истиот ден ќе го распуштиме собранието и ќе одиме на избори. Или, доколку сакаат, тогаш може да ги отвориме уставните измени, да влезат во владата на паритетна основа, односно 50% од министерствата, плюс да ги затвориме процесите на скринингот и на уставните измени, да ги отвориме поглавијата, да затвориме заедно едно или две поглавја, во што сум убеден дека може да го направиме до февруари, и потоа да одиме на председателски и на парламентарни избори. Тоа се опции кои што се уште стојат на маса. Инаку да ние ги субституираме институциите со средби на кои што ќе седат двајца или тројца луѓе и ќе договараат нешто што не е согласно со парламентарните и законски процедури, сметам дека тоа не личи на држава која што е земја членка на НАТО и која што преговара со Европската Унија. И на вашето второ прашање, тоа е единствено шпекулација и лажни вести кои што доаѓаат од таборот на опозицијата со оглед на тоа дека тие имаат веќе проблеми кај себе во однос на нивното функционирање, на што сите бевме сведоци во текот на изминатиот период, и веројатно сакајќи да префрлат топка кај нивните политички противници, пласираат вакви вести. Прво, министерот Спасовски и денес со мене и утре ќе биде со мене, и тоа е дел од стратешкиот тим на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за подготовка на следните парламентарни и председателски избори. Тоа е прво. Второ, во однос на председателската функција во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа е единствена партија во државата која што својот председател го бира на непосредни избори во кои што учествуваат сите членови на партијата. Јас како председател сум избран со над 40.000 гласови од тројца кандидати кои што се кандидирале согласно процедура, каде што има изборна комисија, каде што секој член на партијата учествува на слободно гласање. Откако ќе завршат мандатите на било кој во партијата, тогаш повторно се организираат избори. За разлика од други партии кои што своите председатели ги бираат во Фолкфест Валандово сала, каде што делегатите ги носат со автобус, изберени на листа, кандидатот го носат во гепек веројатно, бидејќи никој не го знае, тогаш тие може да разговараат за такви шпекулации, меѓутоа во својот табор. Кај нас избори се организираат на точен датум во партијата и до изборите сите работиме како еден заеднички тим. Така да, тука е до мене Љупчо Николовски, министерот за земјоделие, бивши генерален секретар, исто така и тој е млад човек, така да јас да ви кажам, иднината на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со оглед на раководството кое што го имаме во моментов, со оглед на луѓето кои што извршуваат врвни државни функции, е исклучително позитивна и е исклучително амбициозна иднина, со оглед на тоа дека се тоа луѓе кои што се млади, многу помлади од мене, кои што имаат веќе и академско, и професионално, и политичко искуство, и затоа еден ден, кога ќе има нов председател на
Социјалдемократскиот сојуз, тоа повторно ќе биде победнички Социјалдемократски сојуз на Македонија како денес и повторно ќе го има капацитетот да ги носи сите одлуки кои што никој друг во државата до сега немал храброст да ги носи, освен Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери.